СВР Штип повеќе да работи на криминалот и на негова превенција, но и откривање. Ова денес на вработените им го порача министерот Наке Чулев при денешната посета на Штип. Од оно што бев информиран, во еден дел има позитивни резултати, меѓутоа во делот на оно што значи справување со криминалните структури кои што се активни на подрачјето на СВР Штип, ќе треба да се преземат сериозно дополнителни активности. Според министерот Чулев, посебно внимание заслужува случајот со палењето на возилата во Штип. Статистиката на полицијата покажува дека за една година на територијата на СВР гореле 27 возила, од кои 12 биле намерно запалени, а расветлен е само еден случај. Во однос на мотивите, како што бев информиран од колегите, се работи за чисто криминални мотиви, за пресметки помеѓу две криминални групи кои што се инволвирани во организирана трговија со наркотици. Во секој случај, во наредниот период, колегите во соработка со Оделот за организиран криминал и насилен криминал од Скопје ќе преземат интензивни активности на откривање на сторителите и на спречување на идни случаи на опожарени возила на територија на СВР Штип. Во врска со новото работно решение на поранешниот началник на СВР Штип Љупчо Трајковски, министерот Чулев со следниот коментар. За овој случај моментално се дискутира на ниво на МВР со внатрешна контрола и со надлежните служби. Ќе дискутираме и со јавно обвинителство, така да веќе имаме еден случај каде командирот на полициската станица Газибаба е суспендиран од работа врз основа на пријава од јавно обвинителство заради сексуално вознемирување на колеги. Против него веднаш е покрената кривична пријава и е суспендиран. Во конкретниот случај тука ќе ги согледаме кои се правните можности во таа насока. Инаку, Чулев денес беше во прва официјална посета на СВР Штип. Истата беше во насока на утврдување на безбедносната состојба и подготвеноста за справување со случаи од организиран криминал. На средбата се разговарало и за улогата на полицијата во создавање услови за организирање на фер и демократски избори.